Слава на нашиот Господ Исус Христос. Педесетница или Духов ден е денот кога црквата го започнува своето јавно делување во светот. Односно, започнува да навестува за радосната вест. Не со структури, не со некоја институција, туку со силата од озгора. Светиот Дух слезе врз апостолите додека беа еднодушни во молитва. Сите се исполнија со Светиот Дух, не известуваат делата на светите апостоли, а тоа ги преобрази за секогаш. Слегувањето на Светиот Дух не е само еден историски настан, туку духовна пресвртница во нивните животи. Од луѓе што се крие за затворени врати започнуваат храбро да сведочат без никаков страв. И светот тие не го променија со мечеви, туку со навестување на радосната вест, со љубов, не со воена сила, туку со силата од озгора, со Светиот Дух кој го примија, на кого тие му дозволија да живее во нив. Да се потсетиме само на настанот за Вавилонската кула. Луѓето сака сами да стигнат до небо, без Бога. И тога жели писмото, Бог ги помеша нивните јазици и повеќе не може да се разберат. Од горделивоста се роди поделба. Луѓето зборуваа, но не се разбираа. А на Педесетница, во срцето на Ерусалим, се случува нешто сосема спротивно. Луѓе од сите народи ги слушаа апостолите и ги разбираа. Денес и ние живееме во свет со многу вавилонски јазици. Со јазикот на политиката, на парите, на себичноста, на горделивоста. Светиот Дух ни дава еден нов јазик, а тоа е јазикот на љубовта. Токму како апостолите на Педесетница, така и ние денес сме повикани да зборуваме на тој јазик кој сите го разбираат, јазикот на Христовата љубов. Црквата не би кажал дека е минато, туку реалност, ниту пак е традиција, туку жива заедница, посебно преку своите членови кога Светиот Дух живее во нив. Светиот Дух и денес слегува врз секој кој со отворено срце го моли, кој сака да живее во вистината и кој сака да љуби вистински. Честопати ние мислиме дека немаме доволно знаење, храброст, зборови, но Бог не повикува да бидеме светоци токму таму каде што сме, дома, на работа, во нашите односи. Светиот Дух е оној кој ги отвара устите и ги разгорува срцата. Не треба да бидеш совршен, туку многу повеќе потребно е да бидеш отворен за Божјото делување. Бог не ги избира идеалните, туку оние кои се подготвени да му служат. Зошто денес да не се помолиш со зборовите дојди Душе Свети, за да искусиш како ќе дојди, дека нема да те остави ист непроменет. Овој празник на Педесетница нека биде пресвртница и во нашите животи, и тоа радикална пресвртница. Со целото свое срце да го повикаме Светиот Дух и да му дозволиме да не преобрази како што ги преобрази апостолите. А денес, исто така е добро да се прашаш дали сакам да бидам обновен, дали ќе дозволам Духот да го разгори моето срце. Педесетница е повик да зборуваме со јазикот на Христа, таму каде што сите го очекуваат и таму каде што светот заборави што е љубов.